Почитувани играчи по Джинглот, се уште остануваме на истата локација во близина на градскиот пазар, но овој пат сме на манифестацијата Паркот на младенците. 44 млади брачни парови кои што склучиле брак во текот на 2014 година до ден денес, денес ќе посадат токму рози овде на градскиот пазар. Паровите кои во изминатиот период, односно од минатиот Великден до постите пред престојниот правеле свадба, на 22 март го слават празникот младенци. Овој ден е убав за да се потсетите на убавите моменти од вашата свадба и да ги споделете повторно меѓу себе убавите сеќавања. На овој празник е убаво на брачниот пар да им подарете нешто што е убаво и потребно за нивното домаќинство. Втора година поред, како на овој значаен празник младенци, во Пробиштип се реализира манифестацијата Парк на младенци. Во акцијата учествуваа 44 брачни парови од општина Пробиштип, кои минатата 2014 и до 20 март 2015 година склучиле брак. Ова е убава можност секој од брачните парови младенци од општината да си има своја садница од рози со што символично ја одбележува нивната свршувачка. Велат младите брачни парови. Ми се допаѓа идејата, одлична е. Завршивме со посадењето на ружите, нели, за согласно денов, нели, младенци. Идејата е одлична. И така. На втора година како се реализирава манифестација, што за тебе ќе представува засадување? Ова засадување представува на некој начин овековечување на љубовта, нели, на младеве, на денов. Цвеќињава се надевам дека ќе се зафатат, ќе пораснат. И така ќе се сеќаваме на секој наш го заседа своето цвеќе. Како сте во план да протече денешниот ден? Па нормално, сега празнично. Да. Се надам дека ќе имате гости. Па нормално, да. Инаку, младенци се посветени на спомени на страдањата на светите 40 војници што во 320 година преминале во христијанство и покрај забраната на царот. Сите биле војници во римска војна и верувале во Исус Христос. Поради својата вера, овие војници најнапред се бичувани, на главите им биле ставани венци со кои ги овенчале со Христовата љубов, а потоа ги удавиле. Венците и денес имаат три символики. Царски венци, секој човек е цар во своето мало царство, односно во својот дом. Маченички венци, зашто во бракот треба да се поднесува и жртвување и венци на бесмртна слава. Она во царството на Исус Христос. Со ова се укажува дека брачните партнери треба да бидат верни и дека верноста и љубовта никакво искушување не смее да го совлада. За младенци се вразуваат многу убројни обичаи, уште од минатото. На овој ден жените станувале рано и меселе 40 колачиња, кои символизираат долг, благ и среќен живот. Колачињата ги печеле и премачкувале со мед. Гостите што доаѓаат во домот на венчаните со подароци е модерен обичај. Се смета дека на младенци треба да дојдат сите што биле повикани на свадба. Иако е традиционално младенци да се прославуваат дома, во последно време ваквите прослави се префрлаат во рестораните. Порано гостите не се канеле, бидејќи се знаело дека треба да дојдат и уште со самото влегување во домот било обичај да се покаже куќата, соба по соба. Денес гостите се покануваат на една веселба која многу потсетува на самата свадба. На денешнава манифестација во Пробиштип, Парк на младенци, присуствува државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање Сонја Лепиткова и градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски. Ова година е втора година поред, се надевам дека тоа ќе остане и традиција, една прекрасна идеја која што потекна од нашиот државен секретар за животна средина госпоѓа Сонја Лепиткова. Минатата година ни беа донирани повеќе садници овде на градскиот пазар. Засадија само младенците,
Оваа година исто така имаме околу 44, мислам дека беа точно, млади брачни парови во 2014 година. Се надевам дека во годините што следуваат ќе имаме уште повеќе млади брачни парови и се надевам дека ова ќе представува една убава традиција. Вашата идеја продолжува да се реализира и понатаму втора година поред. Па јас навистина честитки до градоначалникот, бидејќи не е секогаш важно да представиш некаква идеја, битно е дали луѓето пред кои ќе ја представиш ќе останат опстојни во намерата да ја реализираат до крај. Пробиштип тоа и оваа година го прави и јас сум среќна што има толков број на младенци и оваа година што ќе имаме толку многу нови принови, дечиња кои што понатаму ќе продолжат да спроведуваат и други активности. Денот на пролета, денот на водите денеска се слави на повеќе локации во Република Македонија. Ние продолжуваме со градоначалниците да го продолжиме проектот Македонија земја на цвеќето, земја на розите и навистина од претходните две акции се покажа дека исклучително успешна акција која веќе презема и некои други околни држави и Хрватска исто прогласи свој град на розите, така да се надевам дека ова ќе оди и пошироко од границите на Република Македонија. Градоначалник, втора година пред како се реализира манифестацијата и втора година пред како се посадува на истото место. Дали во план следните години да се смени локацијата? Така е, овде е втора година поред како се засадуваат овие садници. Ние и во наредните години ќе продолжиме на повеќе површини во градското подрачје да засадуваме. Овде на градскиот пазар имаме уште неколку, да речам, парцели кои што овозможуваат ваков тип на садници. Во наредните години ќе продолжиме и на други локации. Екипата на телевизија Протел на сите младенци им го честита овој убав празник.